Денешното слово Господово не води во гадаринскиот крај. Тоа е крај кој важи за незна божечки, него познава единиот и вистински Бог. И ова одење на Исус топно таму ни покажува дека Господ сака радосната вест за спасението да ја пренесе на сите луѓе, а не само на избраниот народ. Кога пристигна, беше пречекан од еден човек кој имаше бесови, гол, необлечен, кој живееше по гробовите. И овие работи, гол, без залишта, живееше по гробовите и бил врзан со окови вериги, се полни со символика и не откриваат состојбата на тој човек обседнат од демоните. Кога присуствуваме на крштение, пееме една прекрасна песна. Сите вие кои се крстите во Христа се облековте. Тој немал таа милост да се облече во Христа и станал лесен плен за демоните. Потоа зборува дека не живееше дома. Црквата во која ние одиме на литургија е нашиот дом, дом на Небесниот Отец. И сите ние живееме во него и со него, со Господ. А овој човек се беше оддалечил од Бог или воопшто не беше го запознал и затоа живееше по гробовите. Гробовите пак се знак на смрт. Нема живот таму. Така и во него, во неговата душа немаше живот, но имаше милост. Милост да го сретне Господ и да го промени својот живот. И забележуваме дека во него има и природа која што е подвоена. Од една страна ќе му каже што сакаш те опени Исусе, сине на Севишниот Бог, и се молам не мачиме, а од друга страна кога ќе го изгони демоните, ќе сака да остане со Исус. Ова Евангелие исто така ни говори денес и на нас. Доаѓа Господ преку Евангелието во ова наше место, таму каде што сме во моментот. Може би ние сме гадаренски крај, кога гледаме дека повеќе не сме свесни за нашето крштение и воопшто не го живееме. Се однесуваме како незнабожци, како погани, како да не сме крстени. И ние може би живееме како да сме во гробови, во смрт, во место каде што е присутен гревот, развратот, каде што има изобилство на сили, што сака да ја заробат нашата душа. Може би сме живи, но душите би се мртви. А средбата со Господ преку Евангелието, преку црквата, заповедите, ни изгледа како Господ да сака да не мачи кога не повикува на промена на животот. Заради тоа што може би и сме се навикнале на гревот. Гревот сме го направиле како нешто нормално, секојдневно. Немаме ни грижа на совест заради гревот. А Исус не сака да не мачи, туку напротив, сака да не ослободи од робството на гревот, да не ослободи од оковите и веригите на гревот. По истерувањето на демоните од бесомашниот, Исус дозволува тие да влезат во стадото свињи, кое потоа се дави. И гадаринците нормално се загрижени за нивната екзистенција и не се восхитуваат на чудото. Го молат Исус да го напушти нивниот крај. Избираат материјална сигурност наместо Спасителот. Ова важи и за нас, се однесува денес и за нас. Што би избрали ако треба да бираме меѓу Христос и нашата работа, екзистенција, имот или достоинство? Исцелениот човек, чувствувајќи сигурност кај Исус, сака да остане со него, но Исус го праќа да сведочи за се она што Бог направи со него. Така и нас не повикува да зборуваме за чудата и преобраќањата што ги прави во нашите животи и да го замолиме Господ да остане со нас и никогаш да не ни падне на памет да го изгониме од нашиот живот, зашто втората состојба ќе биде многу полоша од претходната.